Средното училиште Гимназијата Ѓорче Петров во Крива Паланка и понатаму представува институција која не запира со своето континуирано инвестирање и иновирање. Реконструкцијата на надворешноста и внатрешноста постојано напредува, се со цел подобрување на условите и можностите и имплементирање на капацитети кои го подобруваат образовниот процес. При нашата посета на училиштето и разгледувајќи ги сите овие новитети, зборувавме со раководното лице, директорот на гимназијата Миле Милковски. Јули годинава го означи почетокот и заживувањето на овие новитети, со инвестиција од 2.400.000 денари. Од реконструирани фасади, промена на внатрешниот изглед, до вложување во реконструкција на санитарните јазди, гимназијата полека но сигурно добива еден модерен изглед, кој во секој случај ги подобрува и хигиенските услови и го продолжува векот на зградата. Направивме ни јазди, што може да ни завидува многу училишта во Република Македонија, се разбира дека и пошироко, односно фактички извршиме целосна реконструкција на санитарните јазди, односно фактички извршиме обновувањето на канализационната мрежа, на водоводната мрежа, внесовме нови казанчиња, нови шоли, фактички на инсталацијата електрична така е обновена, значи може да речеме целосно е извршено обновување. Понатаму исто така вградивме усадни умивалници со единствена цел да имаме подобра хигиена, односно и за полесно одржувањето на санитарните јазди во нашето училиште. Фактички може да речеме вчера званично ги дадовме санитарните јазди во употреба. Како што посочи директорот, овој процес е во склоп на проектот на многуте претходни инвестиции. Но онаа што е за пофалба е дека во целост се исфрлени од употреба нефункционалните предмети и се преадаптирани и преуредени веќе застарените и оштетени површини од училиштето. Целта е погодена, изјави директорот. Задоволството од оваа успешна тековна реализација се гледа и кај вработените и кај учениците. За секое инвестирање потребно е вложување. Во склоп на финансиите и финансирањето на проектот, реализацијата која започна минатата година со поддршка од Министерството за образование и наука, како за потсетување беше целосно реконструирана фасадата и беше извршена замена на столаријата со ПВЦ врати и прозори. Годинешните финансии за санитарните јазди доаѓаат од самото општинско средно училиште Ѓорче Петров. Средствата се тоа лични средства на нашето училиште, односно врз база на тоа што уштедивме во текот на оваа календарска година и оно што ни останува од блок дотацијата. Односно фактички ние извршиме целесен ремонт. Значи се беше срушено за да направиме нешто нови, комплет нови санитарни јазди. Со обзир на фактот дека целата реализација траеше и во текот на работниот период, односно во текот на наставниот процес, при што воедно се заокружува и крајот на првото полугодие од оваа учебна година, директорот Милковски посочи дека трпението и поддршката од страна на вработените постојано е во располагање. Тој ја презентираше и дополнителната активност во склопот на овој процес. Па сега во тек се овие денови се надам дека таа активност ќе ја завршим, односно поплочувањето на еден дел од училишниот двор со обеката, односно со тоа фактички ќе подобриме хигиената во нашето училиште, односно нема ученици да внесуваат кал, односно да фактички имаме една почиста и здрава среда. Овие денови исто така набавиме една специјална машинка за чистењето на подовите, односно со таа машинка ќе можеме исто време да се усисува, па натаму да се полира и се разбира и да се суши подот. Значи тоа е фактички одиме во насока да хигиената ја подигнеме на едно повисоко рамниште. Имено директорот изјави дека целата реконструкција представува еден нов почеток на функционирање, при што искрено се надева на долгорочно одржување на санитарните јазди од страна на вработените и самите ученици.